Добар ден, почитувани! Денеска на овој подкаст ќе зборуваме за безбедно училиште и за менталното здравје на учениците. Тука со нас, како гостин, е нашата драга професорка. Добар ден, драго ми е што ме поканивте за разговор. Јас сум Јулијана Михова, наставник по ликовна уметност во гимназија и веќе неколку години работам со учениците од средно образование. Работата со млади луѓе е голема одговорност, но и голема чест, затоа што сме дел од нивниот развој. Во ред, денес ќе ви поставиме неколку прашања. За почеток, што значи за вас поемот безбедна гимназија? Безбедна гимназија е место каде што учениците се чувствуваат сигурно и прифатено и почитувано пред се. Тоа е средина во која учениците не се плашат да ги изразат своето мислење, своите чувства, знаат дека имаат поддршка. Колку е важно да се чувствуваат учениците безбедно во нивното училиште? Многу е важно, тоа е основа за успешно учење. Ученик кој се чувствува безбедно и е и посамоуверен, поактивен, поуспешен. Како професор може да придонесе на учениците да се осеќаат комфортно? Најпрво со почит, бидејќи ако професорот ги почитува учениците ќе го почитуваат него и ќе го прифатат и ќе се воспостави тој заемен контакт кај што учениците ќе може да се пожалат, да се пофалат, да разговараат. Вие за приврсте на оваа тема. Тоа се надевам дека е така, се трудам. Како препознавате кога ученик се чувствува повлечено, вознемирено или под стрес? Многу лесно, барем мене ми е многу лесно да препознавам, бидејќи се менува однесувањето на ученикот. Се приметува таа повлеченост, не се дружи доволно, попасивен е, ликот му се менува едноставно и се трудам колку што можам да пристапам до тие ученици. Добро. Дали учениците разговараат отворено за своите проблеми со професорите, со стручната служба исто така? Дали е лесно да се отворат? Мислам дека во училиштето има воспоставена многу добра комуникација меѓу учениците и стручната служба, мислам дека и меѓу професорите. Барем конкретно во мојот случај, имало многу ученици кои се обратиле до мене, сме разговарале, некогаш имало потреба да се обратиме до стручната служба, но некогаш и било потребно само разговор на тие ученици. Мислам дека и добро ме прифатиле, може би заради тоа што стекнале доверба во мене, па се ослободиле да ми кажат своите проблеми. Каква гимназија би сакале вие да имаме во иднина? Гимназија каде што учениците меѓусебно се почитуваат, се среќни, безбедни, почитувани, да. Добро. И која е вашата најважна порака до учениците што би ми упатиле? Најважна порака до учениците е дека не е секогаш битно образованието, побитно е менталното здравје пред се, а подоцна само по себе доаѓа и образованието. Ви благодариме, се гледаме во наредно видео.